Добро вечер на сите и добро вечер од сите нас, кои се трудиме секоја епизода да донесеме што повеќе насмевки и секако добри, забавни моменти во голем број на домови ширум нашава драга и напатена Македонија. Се надевам дека ние барем малку и вечерва ќе ве разведриме. Со нас останува, а така ќе биде и за долго, државната лотарија која секогаш носи среќа за поголемиот дел од вас и кој е покровител на нашата емисија. Имаат безброј игри, ама главната е секако Лото 7 секоја среда и сабота, при што никако да не ја заборавите играта на Джокер, бидејќи за малку може да добиете бајаги многу, да. Игрете, подсетувам, за забава, а сите добивки сметајте ги за награда, бидејќи единствено на тој начин ќе ја чувате или сочувате вашата одговорност. Многу награди има и преку нивните гребки кои се бројни, ги има преку десетина различни. Ди цела Македонија бројни се тие уплати места каде ве очекуваат љубезни луѓе. Ваше е само да ја зграбчите шансата, веќе оваа среда или сабота, може и двата дена. Веднаш до нив се и останатите наши поддржувачи и пријатели, меѓу другите секако бучен козјак и тоа на најдобар може начин, така што ги изработуваат оние превкусни, здрави млечни производи кои се навистина барани насекаде, ама и лесно се најдени затоа што ги има насекаде и во скоро секој поголем маркет. Алфи Техноцентар и во Скопје и во Куманово, преубави, навистина продажни салони, натре полни со роба како око. Да, и тие се тие две места за кои јас секогаш велам дека можете да најдете се на едно место. Да не ги заборавиме и производите на Арис, кои прават чисто ренто на секаде околу вас и многу се практични за примена, обезбедуваат сосема чиста околина со така специфично пријатен мирис. И незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, а од нова година веќе тоа живее, работи и функционира ресторан Еден. Така, и ние продолжуваме со работа, ама не можеме и понатаму да истакнеме ништо ново кај нас, ништо посебно. Сиромашните се и понатаму се посиромашни, а богатите не се повеќе богати. Ма како не се? Повеќе се богати. Сега се побогати. Еве, например, банките кај нас се, нели, едни од нив, а она што најново откривме за нив е нивната сличност со Робин Худ. Верували или не? И тие, како и тој што давал, даваат пари на сиромашните. Добро, различно е само што Робин Худ го правил тоа за задоволство, а банките го прават тоа за камата. И затоа сега, за разлика од порано, кога девојките си чекаа принц од бајките, го чекаат својот принц од банките. И тоа ќе продолжи, затоа што некако нема драстични промени и затоа што бројни се нестручните кои се на клучни позиции. Ајде да бидеме реални. Иако сите се со дипломи, нели, со кои се гордеат, ама едно нешто за жал никогаш нема да можат да го сватат. Абе, не можеш да имаш голема љубов од средно ако имаш завршено само основно. Па после немало интегритет. Па ке нема. И бидејќи нема, ќе ги замолам да гласаат за една мала промена, ако може. Молам, ако може. И тоа кај маркетите, нели, и така, одлучивте некој од вас редовно да ги бойкотират. Па би сакал во делот на кесите. Нели, за се мора кеса и мора да ја платиш и така нека остане. За се мора кеса, освен ако купиш пратеник. Него можеш и да си го шутираш до дома. Можеш да го шутираш, ама не можеш да го подариш. Нели, не бива подарок без кеса, па кој ќе го сади? И затоа, ние како подарок подготвивме нешто друго за сите дами. Значи, дами без господа. Само за вас, вечерва во Нема љутиш, Благоја Грујовски. А освен него, еве што се друго ќе можете и вечерва да гледате во Нема љутиш. За тоа ли бе ке ме оставиш? За тоа. Сегде оде, сегде шета, по овој бели шарен свет. Око му гладно, а све што види око, сака да е негово. Дживджани ке се расцврцуарив до тога, бре. Море нека цврцори, ако сакам нека поев како Васка Илиева тие дживджани, бре. Како чуете дека имаш те кумановски призвук, ке сакаш да прочиташ две реченички на кумановски? Познавам многу, реклама ли овој? Не е реклама. Не, ке платим ако е реклама. Реклама ли овој? Полиција?
Тражи човека на средни години. Душо, ја реши. Ја и ти мора да се разведемо. Зашто бе да се разведем? Како зашто, мари? Цел град ете брои тамо дека идеш со туѓи мужи, разбираш. За тој ли бе ке ме оставиш? Зато е. Деца чувам ли ги добро бе? Чуваш поштена. 2. Готво ли убаво? Свак ден ручак имаш ли? Најукусно. У креве добра ли сам? Мешам ли? Тој дошо си најболе. Мешаш, нема што. Па тој мешање у којно не се учи бе. Мора да вежбам. Нема љутиш. И понатаму нашите нови покровители, Државна лотарија на Македонија ни носи среќа, секако и вам ви носи среќа ако гребете гребки или играте Лото 7, нам пак ни носи среќа на тој начин што ни носи добри и квалитетни гости од кога се во наше друштво. Вечерва уште една музичка легенда во Нема љутиш, мистер Благоја Груевски, добро вечер. Добро ви вечер и добро ви дошол. Добро дојде. Добро ли најде? Јас се надевам. Еј, докуде ова естрада коки наша не е баш многу квалитетна кад борава вакви ликови да води емисија како нас. Страдни уметници. Да. Што знам, не, естрадата треба малку поинаку да изгледа, можеби, ама добро. Има дилема, се актуелна дилема, дали се естрадни или страдни. Паталци. Патилци, ја? Благоја, ти си за мене еден екзактен пример, со многумина кога разговарам за музиката, ја не сум многу стручен музички, меѓутоа на тебе се сеќавам дека имаш успеано или дадено пример на другите, како може со една-две вистински фолк мелодии да бидеш популарен и кај по старата генерација во тоа време и кај по младите. Се у свое време. Одеднаш направи вистински бум кога се појави со тие две номери, да ги кажам сега, најактуелни беа, иако ти имаш многу повеќе снимено, Да. тоа Јано Јанинке и Туѓино Јавано. Да, се уште стојат, ги памтат. Стојат и ќе стојат, веќе свират. Да, моје мислење дека вистинско време. Тоа беше златно време на фолк музиката? Да, тоа беше кулминација на фолк музиката, јас имам среќа да се појавам, тогаш нема некоја филозофија. Тоа е тоа. А зошто ти релативно за наши параметри, обично сите ќе кажат, од кога пееш? Од мали нозе. Ти не баш така, 30 години, Па 31. јас до тогаш свирев, и тоа свирењето ми беше под Б, а на прво место ми беше новинарството. Јас бев Инаку- новинар во Македонско радио, Да, а и си дипломиран свирев. новинар по Плюс, професија. нели, музиката љубов од детски години. Си И свирев. наследност. Свирев, да, и наследно, фамилиарна наследно, болест. да. И свирев саксофон во група. И 93-та испадна сплет на околности, да ние настапиме на Цветници, и уште поинтересен сплет на околности, јас да отворам уста да запеам, а до тогаш само свирев. Со група беше Па немаш и заедно? да свириш и да пееш, нели? Не, разболија ги се, певаш Можеш и ти? вика, дај ново дете, дошло дете ново. Сплет на околности, Ево, ето така ви. инаку не беше ни планирано, ниту јас сум замислувал дека ќе пеам, ниту. Немој да кажеш два пати дека не можеш и да свириш и да пееш. Ти си докази за тоа, дека може, Па само не не на можеш да саксофон. свириш. А во ист момент може би не можеш, но во една музичка Да, numera да. сигурно дека можеш. Не сум те слушал Ја не никогаш сум. да кажеш од каде дојде идејата баш ти да пееш. Твоја беше ти се одлучи или некој даде предлог? Не, тоа беше сосема случајна околност, непредвидлива, Пред тоа непредвидена. воопшто. Фолк пред тоа воопшто не, пред 93-та. Не, јас свирев. почнавте јас со свирев. бендот, така, ама не пееш. Почнав ја после војска, 82 излегов од војска, и тогаш почнав саксофон, таа приказна сум ја кажал многу пати, со татко ми, кој ми рече да свирам по свадби, иди да свириш по свадби. Таму се парите. Па не, стари, ние бевме 3 деца, нема една платичка. Да. И му викам, што да правам се јас? Па ете, знаеш нешто, оди свири, кај да свирам ја, ние по подруми. Рок н рол.
Па вика, иди да свириш на свадби. Ја му викам, јас да свирам на свадби. Тоа беше навредливо тогаш. А јас студент нешто новинарство. А он ми вика, а кој си ти? Многу битно прашање, ожи. Да. Освестувачко прашање. Не, а кој си ти? Да, бе, да. Па да не свириш на свадби. И така почнав ја со мојот кум, тогаш не ми беше кум, нели, врсник мој Јове Кекеновски, кој беше извонреден хармоникаш, па и сега е добар. Да, имам После 30 години се врати на хармониката и татко ми рече, ја те запознам со едно дете, твоја генерација, иде во радио да снима и така почна таа приказна моја во фолкот. Супер. Со Јове почнавме, па направивме група Меракли и така. И још трае. Другото е историја. Да, другата историја. Да. А баже е се уште во тој стил. Јас на твоите настапи кога сум те следел, тој фазон го гураш, има една интересна случка од настап твој во Швајцарија, кога велиш како беа со овие млади сега пеат се и се што Цаки бил, не знам кој уште и ти со Дудучето велиш дали ќе, а во дискотека бил. Да, тоа беше 20 годишнина од работата на еден менаџер на Хари Сековски во Швајцарија и ја кога отидов таму како препариран, ја не знаев што не чека. Ние бевме една голема екипа од Македонија, беше Тајзи, беше ДНК, Цаки и екипа Стоине. Екипа јака. Да. Цаки народно, ама И сите така во спортска релакс гардероба, ја бев тој ден со машина. Само ти машниот дел, а? Вака, викаш, што Со траши костум. овде? Се осеќав таму како безвезен, знаеш. дали ќе реагирате? Не беше приклад. мислите? Не, јас не се чувствував добро, удобно. Ја изумив сосема кај одам дека тоа дискотека. Да. И бев таму како пензионер меѓу нив. Ама добро, А сепак... додеше и стварно бев најстар. Па, нема везе. И како беше? Ама на крај сепак сите завршуваат со народна. Ја не Ама сум не, видел добро некаде. беше, таму беше една многу убава вечер, забава, позитивна енергија. Тоа беше 20 годишнина од работата на Хари Сековски. Така е. Наш менаџер во Швајцарија со кој сме соработували. Ти знаеш доста да не сакаш многу да зборуваш колку јас забележав за приватниот живот. Па има многу афери околу тебе. Постојано велиш дека тоа не имам најголем слушај. дел се или скоро сите афера која е измислена, веројатно. Па нормално. Ако е вистина не би била афера, веројатно. Да, ако е вистина не би била афера. Не би, или не би било голема афера. Да. Али добро, ја можам да кажам дека ја и ти сме можели и професионални шофери да бидеме, на пример. Бидејќи ти имаш втор брак, така? И јас Да. исто. Професионалните шофери знаеш Па што до прават сега, кога не им иде до со сега прва. два брака. Како не им иде со прва? Што прават кога не им Па иде со прва? убацува втора. Втора, бе, брат, така е. Па после може и у трета. Сега сме добри со втора. Да, така? да, да. Два брака зад себе, многу прашања околу Не, тоа. едниот уште не е за мене. Добро, не е Еден брак напред. Почнате, го арчиш, го Да, да, трошиш го и дека ти трошиме, биде да. до век. Здравие Боже. Две дечиња, Па не се више дечиња, дечишта се. Едниот е 27 ќе прави овој месец, у март, а другиот е 15. 15. Да. Тие се 12 години разлика, исто како јас и брат ми. Јас и брат ми сме 12 години разлика. Ето, видиш. А Све на веќе се дружат, они, овој порасна. Малиот е доста напреден. И така. Со музика, не? Не. Па не со музика, со женски е напреден. Аха, Во љубовта е напреден. нешто на тато мора да се... Па не бев, јас бев срамежлив доста и се ден денес сум така по срамежлив. Еве, така се представува секогаш. Навистина, Не сум така. Другите пак има друг печаток Па за да, не тебе. знам зашто има таков Така се печаток за мене. раскажува, еве, и кога Може сме би били дека заедно. сум малку се шегувам. Можам и на времето кога ти се појави со тие две музички номери беше навистина популарен. Може би имало многу Па разноразни имаше, млади. да, тогаш бе беќави. Си имал Кога си беќар се е дозволено, нели? Да, обожавател ги И се е претпоставува. вообичаено и се е нормално. Да. И Не така- сум ни прв ни последен. А велат за тебе и дека си македонски Дориан Греј, дека со текот на времето не се менуваш и така приказните се влечат за тебе. Не, некако- јас се менувам, се менјам како не попаметен сум се. Добро, за Израел зборуваме. Да чуеме зошто во тоа време Баже Груевски стана вистински символ на... Па не знам, у тоа време веројатно се случи им беше на публиката интересно ова. Ова беше првото што ги беше интересно. Ова е Ова е? за туѓино јабано песната. Добро. А ова
Веќе наредната песна беше за Јано Јанинке. Аха, ама различни се. Еве Боби да видиме ако може. Како не може? Не ја памтам таа песна, сум многу млад. Нема грешка. Мислам да Не ли го памтиш песна? Он е бие веќе жена Не така. памти го и знае да го свири. По нова генерација и не го памтам. А ти си да помлад си. Јас сум многу помлада. Сегде оде, сегде шета по овој бели шарен свет. Сегде оде, сегде шета дури до Куманово. Ама како тебе, бела Јано, ама како тебе, моја рано, уште нигде не најдов. Ама како тебе, бела Јано, ама како тебе, моја рано, уште нигде не најдо. Јано мори, Јанинке, моја млада фиданке, знаеш каде ли сгрешивме? Двајца млади, еј, не се зедовме. Јано мори, Јанинке, моја млада фиданке, знаеш каде ли сгрешивме? Двајца млади, еј, не се зедовме. Браво, маестро! Маестро си, Браво, Маестро. Дали таа награда победа на Цветници можеш да издвоиш како најдрага? Сигурно си бил на скоро сите фестивали. Па не беше победа таа песната фактички Чекај, не победи? Не победи. Како бе? Ама најслушана Не, беше. победи Луѓето тогаш јавно. Смилја Митревска, а ова имаше некоја наградичка таму за дал од публика или од жири, имаше нешто. Ама добро, па од публика, па тоа е онда. Имаше нешто, не прво место, меѓутоа Меѓу првите три, бера. па така у тие први три беше, ама не беше прво место, меѓутоа после дојде тоа битното. А ние во тоа време нели немаше фидбек, немаше интернет, нема ништо. Да, не знаеш колку е слушано. А ни мобилни немаше, ништо не се знае. Да. Таа песната почнала да си работи во светот, Така е, да. по белиот свет, кај што има наши луѓе. И јас дури се откажав од музика после таа песна, не знаејќи што се случува. Истина. Па да, решив да си терам во радио новинар. А ги си пишуј, нема да појавиш, е? Са ќе си био добро странно да дремеш како нас. И Сега би бие да некаде дремеш како Драган, и ова приказна имам кажано многу пати. Во ноември месец стариот мој, Бог да го прости, ми вика: "Слушај, имам едно песниче за Мирко Митревски, па се мисли дал да земе, дал да не земе." Е, добро, викам, што? Па ти да ја испееш. Како ќе ја испеам јас? Не сакам да чујам, ни да пеам, ни да ништо. Не бива. Па срам ми беше. Ајде, ова го преживеавме туѓе на јабана или со група. Група Меракли, нели? Значи ти воопшто го немаше тогаш фидбекот дека тоа ќе Па не знаевме ништо, не, јас си се повлеков. Во групата дури се повлеков и освирење. Да, све, а? Оти не За кажувате мен. овакви работи. Пупу не важи, не ќе виш. Да, па не, беше напорно многу. Јас работев во радио, смени, Е, па да, бе, напорно. и дења, ноќе, и не оди музика. И... Заглавиш с музику у кафана. Не иде. И А сабајле мора да станеш на работа. ноември месец, стариот ми нуди песна, вика, зашто пробај, вика, снимам. Абе, зашто да снимам, не сакам да снимам, вика. И како иде песната, и која песна излезе дека е таа Јано Јанинке, и ми вика стариот, не биди прост. Пробај, вика, ако иде, ако не иде. Никој не те тера со сила, вика. И Први прифати. мачиња нека идат. И викам, ајде, за атер да ти направам тебе, ќе ја снимам, а мене ме срам. Уште ова. И ја снимаме таа со група Кода и слегуваме на топ листа 7+3 имаше на Драган Вучич беше у Кода, на трета така? програма. Драган Вучич не знам дали беше тогаш, Ама беше во кода. беше во Кода, ама не знам баш дали тогаш.
ја снимаме таа песна 7 недели прво место на топ листа. Јано, Јанке. Без да идете на фестивал или бевте? Не беше на фестивал, Не, така изгледавме, онака. ама тогаш цел народ гледаше само тоа. Немаше интернет, немаше друго. Ај, беа 3-4 телевизии, Значи, не беа. вниманието на јавноста беше фокусирано таму. Така е. И тоа е резултатот. Ете по А некој. песната е слушлива. Роди ме, вика мајко, па ме фрли у Тоа е улица. тоа. Ама ако имам Тоа среќа, што? е късмет. Спомнавте Па, га късмет. напорно петак, свирење по кафане, нели, сабале работа у петак. Ја не можев да издржам веќе, физички не можев да издржам. Тешко се работа прва Па смена. имавме свадби многу ние. Имавме многу свадби со Меракли Викенд во свадба. тие години. Понеделник пак на работа. Понеделник работа во смени. Дескот на Радио Скопје немаше пауза. Нема. Како фурна, 24 часа. Што правиш вика петак после работа иду на пиво, а после понеделник па иду на работа. Стварно После нема. понеделник, да. Работа нон-стоп. И така, бидна работата, па јас после продолжив со пеење, видов дека е тоа добро, дека не е лошо, После втората. нема зијан, Е, па нема. И тогаш дојде фидбекот веќе од Туѓино Јавано. па не, тогаш дознавме Туѓино Јабано ја избра за најслушана песна во светот. Во Австралија таму на големо играат Канада, Ама Америка. тоа го дознавме дури Боже, тогаш, не ние знае. поимавме, немавме ние. Колку пута имаш иде на Австралија, Америка? 10 пати Австралија, 10 турнеи. Да, 10 турнеи. Австралија, Америка? Америка 4 турнеи и Канада исто 3-4. Сега последно Канада за Стара Нова година. Море Драгане од Орашац натам не си мрднае, човек видели пола свет га пред. А бија сам у Свети Николе до пужата сам А бија. за Европа башка да не зборим. До пужата сам бија. А за Като Европа- ти идеш Европа да не Европа- зборим стотици пати. куде пужата, меѓу Само Европа- видиш код цел свет да си го прошли. Европа не е тој принцип на работа, значи не се оди на турнеја Европа, туку бе, се да. оди викенди се враќаш. Така. Има ли некој Затоа што странство е блиску. Да. да не ја знае Туѓино Јавано, македонец да не ја знае, да не ја чул, не верувам. Не знам сега, не сум проверувал. сега не си Од правил човек до анкета, човек, ама меѓутоа кој ќе сигурно запе? ја знае, затоа што првиот пат кога појдов во Австралија, тоа беше невидена работа. Значи цела сала стана на нозе, буквално. Јас се фрапирав. Тоа беше за мене шок. Затоа што ја бев новајлија. А Нов многу пејач. осеќај, нели, а? Па тоа И е никад нема да го забравиш. неповторливо чувство. Неповторливо што. Да. Затоа и велам, не може. 1100 души салата полна Да. и само што излегов јас со кавалчето и цела сала на нозе. Тоа е анкетата, значи нема кој не ја Тоа е знае. доживување, да. Апсолутно. Сега младите генерации реагираат исто како говориш? Не до Сега толку, ама друго време се, тоа е поминале 30, Да, друго време. 30 да. точно 31 година веќе. Нови генерации после тоа. Нови стилови, нови Да. публиката Јас има слушам нови други. стилови. Тоа песна денеска се слуша. Не, добро, се слуша, Јас сум меѓутоа убеден Затоа дека што е интерпретират, ја свират. Сите ја свират. па да. Не да не се свири, се свири. ја не знам за веселба да не се освири и Ја не, окей, да, барем има, една од да. овие две, а Како многу не? често и двете, така да можеби баже малку е скромен, Може, сака да ни не, докаже тоа дека е него- скромен. лично Не, карта едноставно. тие песни се уште живеат, меѓутоа како и многу други песни кои живеат од тоа време, Така е. тоа време се појавија хитови кои има услови да се појават. Да. Тогаш беше погодна клима за таква музика и луѓето сакаат тоа. И после се смени работите во Македонија, не успеа да се направи критична маса на На шоу слушатели и на бизнес. Не, гледачи. на шоу бизнес. Е страната, да, затоа рекол Шоу бизнес нема кај нема нас тоа. инфраструктура. Да. Затоа падна системот. Не успеавме поради мал пазар да створиме тоа што треба да биде. Како што го има во регионот. Во регионот, нели? Има, Тоа време- има инфраструктура, има маса, публика милионска. Тоа се предуслови. Да. Ако ги немаш тие предуслови, не можеш да правиш. Тоа време Не друго можеш ти време. во Македонија да направиш Реал Мадрид. Не можеш. Не. Ни Барселона, Меси га нема. Ништо нема. Куде нас бабе Меси, куде може да има добар фудбал. Тоа сакам да кажам. Значи треба за се треба услови. Да. Што е да? Да, услови тоа време, старо време, други услови, ама Да, сепак да. морало да има вредности бидејќи траат. Е, па добро, се остануваат некои работи, се остануваат, не може да се избришат. Така и ние ќе останеме тука, затоа бидете со нас Да. и во вториот дел со Благоје Груевски. Дрчан.
Дрчан за паре, дрчан за жене, дрчан за храно и дрчан за власт. Халаплив, незаситен, гладан за све оној што го спомна претходно. Око му гладно, а све што види око сака да е негово. Викав дрчно око само грудче земја га понило. Дрчност е многу лоша особина. Поседуев го ова два пола и сви старосни групи. Иако преовладуе мислење дека мушкарци су појак пол и у тој. Паре ника доста, валјда е мото на дрчнога. У песму од Кумановски регион Умреа батко Ѓорѓија, мори бабо, се спомиња дека све што видеја у село мори бабо, све сака да е негово. Од невесте до волови, само нега спомињав власт. Валјда за тој што у време каде напишана песма немало партие. Значи, наш батко Ѓорѓија бија дрчен. Може ли? Ајде бре, брмчи! А не гуре токо, чекај! Брмчи бре! Чек сау! Влячи! Па неќе бе, овој ставре, па овој не палено целу зиму бе. Па целу зиму, целу. Толку има. Протера целу зиму кој мене у гаражу бре, дрце не си до неја. За тој сам ти старасак надвор па брчи. Море имаш среќу слънце, што има да настане неќе смрзнеш како кучи, иначе Море, ако си има сланце. Ја док не бидем 27 степена надвор, не собувам дугачки гаќи од мене. Такав си е ред. Дугачки гаќи викаш? Тоа не е ли кој нас у село што ги викамо зивре? Да. Обре, не си тачам, Стојко. Па, 27 степена ли рече? Да. Па види бре, оно почнало бре, до такса ке се разделени бре, џивџани ке се расцврцорив до тога бре. Море нека цврцори, ако сакам нека поев како Васка Илиева тие џивџани бре. Док не биде 27 степена. Ја, дугачки гаќе, не сим, но и такав си имам ред. Да бре, да, дугачки гаќе, па дугачки гаќе. Што боја су ти тие гаќе? И уопште бре, не сам те никад прашаја. Која боја ти омилја на тебе? Мене? Тебе. Карирана. Оваква. Карирана на гаќе. Боже, а пиење? Може. Може. Може малко јутре. Малко јутре, малко данаска. Не јутре, данаска. Па данаска, ти викам бе данаска. Данаска ќе биде тачно 2 години бит на море. Како јас сам себе се прашую дали сам бре ја будала што сам толку добар или сам добар што сам будала. Баш толку 2 години ни имаш донесено дрце, ни пиење. Тоа е тако да знаеш. Деве, ставре, па што си дигнае толку прашину те за тоа едно дрце, мајко му, и за тоа едно ракiju? Па биди добар, бе. Прашина, добар, подсети ме се. Откад сам ја на татето ви кај дека сам добар, а поза доброга коња прашина се диза. Ја коња го виду. Прашину нигде не го виду, нема. Сак си ме начисто увреди. Начисто. Значи ти ме Стојко много почна да се правиш нешто итар како го земално и младо и паметно невесто. Па, добро де. Млада е, не е дек не е, млада е, ама можда е среќна. Не е паметна, а има разлика. Има, да. Затоа си ти правиш паметна. Да, тук ќе се сложи и има разлика, да. Среќна увек го најде потковицу, да, а паметна па она увек ga најде коња. Кога коња? Па у твој случај сигурно не е раснога. Значи не е она среќна. Паметна е. Знае си она, знае. Да влече ли Саук још? Влеч!
Се враќаме назад из гостинот. Не го менуваме нормално затоа што е тука со нас сината му легендата Баже. Ја така си ги викам и навистина ми е легендарен. Лукичево Бадже ме вика. Бадже. Бадже. Ајде одма да утврдиме за ова се дудучиња двете што ги носиш со тебе. Па имаат разни имиња. Некои вика Дудуче, некои вика Кавалче, некои вика Зворче, некои. Значи, Дудучиња и Дудук. Да, порано кога не знаеа како се викам, нели, после туѓе најабано, ќе ме вида и вика, еве го тој со сворчето, вика. Со свирчето. Со сворче. Колку ме ракле да каже дека јас сум Дудук, ама за музика, не овака како инструмент Да, за музика, да. И затоа, знаеш ли колку е ти тешко да отвараш уста док пое Баже да не пушташ звук, бе? Дали ти знаеш? Овој како плейбек доаѓа, така е. Пратеки вокал. Така е, да. пратеки Како кога те мучи стомака има женску просторија. Ајде да те виду, да не пуштиш звук. Е, исто јас осеќам. Отварам уста, знам го песмо. Сакам да го поју. А ќе поквару све. И не смем ни да почне. Да. Естрада спомнавме беше пред малку. Зашто бе на нашата естрада нема такви работи, некако не се карате помеѓу себе, нема некои сега афери спомнавме за Па нема тебе, зашто да се караме. Нема зашто, нема работа тоа. Што Не, има работа, има нешто, меѓутоа. А што скарали се колеги за тезгу за овој за Па што? не се карат, нема зашто да се дека, карат. видиш, свадбичка, вамо наступ, вамо тамо, нема големи наступи, големи пари, сака да Нема каже големи Баже, пари. и нема кавга. Мирна работа. Куде што има големи пари, Зашто ќе се кара за джаба? тамо се кавге. Да. Абе, сад мене ми јасно ми зашто држимо 30 година овакој тупови. Нема, Зашто? Па све ни ги украдевал пари, не се карамо, све ни убаво. Има одлив Све е неубаво. на капитал. Каде има пари, што ги Има скара? Дешава ли ти се на тебе да Масовен скараш одлив. жена за нешто? Жена, Да. да ме скара, за нешто. да. За све, брат, зашто за нешто, за све. Има ли жена што не се кара? Па ја не знам, ја не сам чуе за такву жена, ја ќе кажу пример за мој жена. Скараме, вика, добро бе. Не ли те беше срам, вика, како ги дочекуваш гости у гаќе, бе? Ај. Па викам, жено, немаше време да ги се облечеме гаќе. Се како у гаќе, па како да ги дочекуваш? А ти, овие гости ми ме дочекуваш такој кратки, да се вика, како по дома. Да, па како бе, како по дома, нели? Попадала туја. Ама не, гледај. Кучи ли се целиво, што правиш? Пошто Не, се не, жен така. од кучености ти е влак. Абе, од косо ми овај дека се чештам нагоре. Па носи пери колку немаш кос. Перико да. Да. Знаеш ли Знаеш ли тој што е перика, бе, брат? Што? Тоа е коса за кело главу, брат. За кело знаеш ли тој со телеќу главу? Не, Виц, како а? е, не? Кажи. У Куманова влегува некој у месарница и му вика: "Шефе, имаш телеќу главу?" Не бе, такој се чешли. Јо се така че. И јас се така чешам. На разделек пункт. Овие три влак на десно, две овие на лево и многу ми убав така кога се средјамо сега, овие вече нешто се ми кекснае. Мисли дека обратно се чешљае. Обратно, да. Боле телеќу него свинско. Да, усакстваш. Посама на кумановски, мислу дека ќе не тепаш, некако чуете дека ќе имаш те кумановски призвуки. Ама Сакаш нема, да нема, прочиташ па- две реченички на кумановски. Познавам многу реклама ли овој? Не е реклама. Не, ќе пратиме кој е реклама. Реклама ли овој? Нормално е дека жена и муж можев да имав нормално и пријателску врску без секс. Само каде такој, тој куде нас се вика брак. Нели? Пријателска врска Ека без секс. може ли? Муж и женско да бидат другари. Ајде бе како. Можем како ако се така е. у брак. Да. Најдоли другари се така. Па да бе, другари, Нели? први другари. Што вика после да си личиме. После некое време заличуваме за Чувстве ли га Весна Дън? Кој е? Баба, 94 години, избегала од старачки дом с многу помладога дечка. Што збори? 87 години. Е, нова афера. Афера. Вика само још да знаеме куде се они тоа избегале. Куде може да отиде? Боже, ти држиш некоја своја линија и веројатно ќе продолжиш на таа линија. Не гледам некој нешто. Стилски. Не, Музички? да, стилски, музички, за Музички, музиката да, зборувам. Држиш линии вака, мислам, секој чест, според годините. Што би види. препорачал на младите? Велиш дека тие 90-ти биле златни години за Да. фолк музиката, мислам. Да. Посебно, ама и во забавната имаше некаде до 2000-та се случува многу. Има генерални препораки, меѓутоа не може да се прави директна паралела на тоа време и денешно време. Пред се поради На ова. младите изведувачи не можам да им препорачам тоа што било некогаш, сега да го прават истото. Денес е сосема нешто друго време. Нови медиуми, нови начини на пласман, на пласирање. Како се снаоѓаш ти во тие? Нови време? Па јас сум на старомоден тип, смутање, така е. мене не ми се силна страна тие
социјални мрежи, а без реклама нели нема. Рекламата е сега таму на тие социјални мрежи. Јас не сум многу, не да не сум вичен, туку не сум желен. Немам желба да Треба да се уфураш у целиот фазон, тој па секој дневно, па мрскам е, мрскам е. Па кој што кажал, па врати му. Некој може да се протолкува дека си стар. Брат ми вика, брат ми вика, бе, што е оваа музика, бамбара, бумбара, за нека музика, викам техно нека. Абе вика стар си. Тоа уште пред 15 години ми бе, стар си, вика, ти смета, вика тоа. Штом почнема да ни пречи музиката. Да, штом. Со Шаните за збори имаш снимано спотови. Значи се у свое време. За своји песми имаш. Има Не, некои имам, вина не за сите, за разни песни имаме снима. Што мислиш да снимиш спот за песму, како кажа? Не за овие две песни, туѓено јавно најголемите хитови немаш. Немам снима. Што мислиш сега? Па во тоа време ретко кој го правеше тоа. Ретко. А што Тоа мислиш? Еве што тоа и во Белград не снима тогаш. Да. Не постоеше ни гранд, ни манд, ништо не постоеше. Ништо не постои. Дали би било интересно сега во денешно време да интервенираш малку да ги препееш уште еднаш сега во некој модерни услови? Не знам дали и тоа спот да снимиш. Не знам дали би имало тоа ефект. Мислам дека подобро е со нов материјал човек да се појави. Така? Да, и на младите исто им препорачувам да не прават кавери само. Да. Каверот е полесна опција, значи линија на помал отпор. Да. Веќе готов производ го пласираш. И меѓутоа немаш лична карта. Таа песна што се снимил кавер не е твоја лична карта. Да, да. Подобро сними некоја песна. Дај нешто свое. Мислам дека е подобар пат. Тако е, да. И ќе бидеш оригинален. Сега во ова време кога сите снимаат кавери, поинтересен ќе бидеш со нешто ново. Оригинално. Па макар не знам. А што не могли идеја да направи такво нешто? Сними ново, на пример. Па не, народно музика. можеби не се одважиле тоа да го направат. Треба малце и решителност и храброст да влезеш во нешто, да инвестираш. Они сепак инвестираат. Да И инвестираат. каверите, снимање кавери е инвестиција. Да. Не е тоа. Сигурно. И тоа во Туку студио треба да така. се сними тонски Треба план, студио, треба да видеозапис по тоа, секој. аудиозапис, видеозапис, тоа се Да. чини пари. Не затоа што некои стари хитови ги Може би се возвратија. сомневаат дека тоа што ќе го снимат ќе упали, а и до некаде се оправо. Во денешно време тешко се пробива песна. Затоа што е вниманието на тие потенцијални, нели, гледачи, слушатели, На потенцијалну расплинато, публику, така е. значи, расширено на милион медиуми. Некој гледа ова, некој гледа ова, некој е закопан во телефонот. Кога ќе допре до таа песна? И па са како нега пласира на некој А начин, има не и може да допре. има оние, како да кажам, не монопол, тоа е неформален монопол, има големи гиганти, како да ти кажам. Да. Па гиганти од регионот кои се веќе јас тоа би го Име и презиме. споредил со дуќанче и супермаркет. Не Да. може луѓето кај нас поставуваат нелогични прашања. Зошто цените се различни на домашни изведувачи и аздански? Па нормално. Зашто се Јас само ќе им кажам, дали тој како да праша зошто ова малско дуќанче не прави промет како некој Големи, супермаркет да. или овој трговски центар. Да. Паралелата е таа. Многу едноставно. Така што не е лесно да се пробија сега некој, а меѓутоа сме сведоци дека има и ден денес се појавуваат нови млади дечки. Еве примери има многу такви. И во фолк музиката, па и во поп музиката. Не се многу примери, меѓутоа има. Да, ма ако не се проба, како ќе се Еве успее? се пробиваат млади деца. Значи публиката сепак забележува што е добра. Еве од помлада генерација, мислам, не е веќе, не е он дете, Спасен Силјановски, направи стварно бум со своите песни. Тако е, да. Не со една песна, со повеќе песни. Да, специфичен начин на пеење. Оригиналност, еве нека го следат неговиот пример. Да, Има се пробија луѓе со свој автентичен, Спасен пред се со своја Стил. авторска музика се проби, така? со своја авторска музика, да. Значи тој е добар пример дека може. Храбро тргна, ама се Храбро. избори доста. Да, и сега Ама веќе ете, е на врвот слушаност, видиш, во фолк музиката. Нема он некои, не знам, спотови кои ќе допринесат Не, за луѓето негова сакаат слушаност? прво дали се сеќаваш ти на некој спот на Цеца? Па Или на немаше, Аца Лука? да. Дали песната ја памтиш по спотот? Не, песна треба. Да.
Не, само што сега мора да имаш спот за да ја пуштат нека. Па Како ќе да, имитува, само заради тоа. Инаку, побитното мислам. Инаку сепак песната е број 1, Сигурно. а на второ или трето место е Иде видеозаписи и така дале. Никој не се заљубил или се занесол по видеозаписот. Не, може да го пофалиш да кажеш, супер добар спот, ама толку е. Еви до тука. ден денес песните од светски хитови ги слушаме, ама не ги памтиме веќе пред 30 години тие, пред 20 години. Да, сигурно. Майкл Джексон, кој памти каков му бил видеозаписот? Како ти што велиш дека си бил во Соластовичка? Сак имало на снимка, може би, ама не се сеќавам. Не, мене немало снимката, ама го има звукот. Аха, добро, ти зборуваш за во студио, не снимка. Студио, аудио. Дека го има некако Песната останува и песната се памти. А видеото е само начин да се пласира. да се презентира и пласира производ. Така е. Да. Тоа е. Сега, што е подобар видеозаписот, тоа е поубедлив настапот, нормално. Мора да те чачнам малку и за новинарството. Ти не дека заврши со новинарството тие години кога се проби. Па 2004, 10 години се мачев ја и музика и новинарство. Напоредно нешто, ама Да. и во поново време Везилка водеше на... Добро, тоа е рекреативно, не е професионално. Добро, ама сепак се појавуваш во улога на воде. Не ти е тоа... Да, тоа беше како под С. Проект еден кој си го работа и завршија се, Не, така. бев гостин во проект. Да. Гостин во проект. И ми беше интересно, убава екипа, Да. позитивна атмосфера. Истуркавме 2 сезони Какво е чувството затоа што и за третата веќе немав. Па добро. Елан. Па снимевме стотина емисии. добро ли се чувствуваш бидејќи тоа ти е, нели, прва професија да кажем, после почнуваш со Па музика? види, тоа и не е фактички типично новинарство, тоа е шоу програма. Водителство. Меѓутоа, сепак има елементи од она што сум го знаел јас. Да, Ми да, беше да. многу полесно Така е. да применам тоа. Затоа што си Да, познаваш. не е градио, се така едно, да, не е се едно. Од некој што не се занимава со тоа. Да. Сигурно имаш предност во тоа. Нормално, како јас сега да поедам да возам багер, треба да се научиш. Од прво друго да го Не, тој му иде. До другу му иде. Ќе врти да се... Не може да рипаш. Само не мо рикверс дириш. И ти Уште да може да биде И опасно. ти нема Не, рикверс не, дириш. Не, Па с багер можеш и напред и назад да иде све исто. Сакаш, чим имаш багер киде. не, Рикверс нема ти. Знаеш што вика? Шта? Вика леко ти да освоиш девојку што си го запознае. Јас сум те овој, не ќе го испоеш нешто, ја и чак да го испои ќе го фати. Оди бившу го фати. Што те знае? Што те знае? Па го фати. Малку потешко иде. Зашто бе, еве Ричард Бартон, Елизабет Тейлор видели дека по други пат го фати. Да, ама она тражи дали има бољи од njega. И? Она пробува, виде дека нема бољи од njega и се пак се врати врати каде жена. njega. Вика, ја не тебе Знаеш ли барам. оној виц с Кумановски, с наркоса? Ајде кажи. А? Не ли го Кажи, знаеш? не. А? Валја не. Заустављува вика цајка наркоса с авто, вика, и му вика, дечко, да дуваш. А овој му вика, ај не се заримаш. Што говориш? Не ли го знаеш? Па сега ми шета низ глава, ама. Старвиц нова будала. Да. Уште една може. Да, поем уште едно. Ај од твоите легендарни некои ја удри. Не мора легендарна, али една Зашто весела бе песничка. не сите А? ти се сите се. Колемерак имам леле и од желба гора. Кога ќе те видам јано, не знам што да сторам. Сакам да ти придам леле, ама храброст немам. Да те грабнам и да бегам, друго чаре нема. Да те грабнам и да бегам, друго чаре нема. Леле Моријано, моје црно око, искоре по тебе јано, моја лута рано.
Morijano, bile moje belo, polična od tebe Jano, ne vidov na veko. Браво, маестро! Браво, маестро! Браво и за тебе, Боби, браво. Баже! Враќам скоро што сам кажа за универзално одличен. Капетанот у војска ми викаше за нешто добро ако направам. Си сва очекивање. Ја, више од оно што се очекува. 81 година во Шабац. Овајте тај песма, значи да ме грабнеш и да бегаш. Да. Тоа ти е, само да бегаш с мене. Еве, малку подароци од нашите пријатели. Бучен Козек, јас верувам дека имаш пробано. Јас сум и редовен корисник. Не, нема кој ги нема пробано. Јогурт, Фантастични најдобар се. јогурт, Бучен Козјак. Кој ги захефтал бе овој? Глед некој што направи. Што направи? Абе, захефтаја ги. Дека не отварај. Захефтаја ги озбилно. Видиш, Да не се чекај да гледа не е со- некој буричка, нешто да не ми фали. Еве га, добре, ту е. Има ли за мезенци? Од димољ, има сиренца, разни ќе замезима. врсти. Мешано кравио, овчо, Оф, ова, оф, оф. овој јогурт им е феноменален. Па јас го пијам тој е Ето. пробиотски, Пробиотски е супер за стомак. но дома кај мене повеќе го сакат тој другиот. Добро, ова Класик. за попат да се освежиш. Класик. Давај друго, еве го, ова не е да пиеш попат. Дома на жена. Само ти кажам, така е. многу ме е сомнително тоа бе, меѓу двете нешто да не си има случајно со некоја Јана, за Јана. Да, бе, Колку многу- песни имаш за Јана, брат ми? Ау, И Јана 2, за Јана 3. невесту има поклони. И етно село Тимчевски, ова е малку така, со нивни таму сигурно имаш оден. Другарка ми таму пое. Еве со Адриана нивна Лачки. посвета, локумче да се заблажиш малку, да, таму е постојано и имаш внатре една потврда за едно Едно село село. Тимчевски, да, таму вечера за двајца. Ќе идеме на музику. Другачка ти ка ќе пое. Ќе зема и некој Повели? за двајца многу романтично ќе изгледа. Да. Може Таму да се иде наброиме повеќе. За забаву, за веселие. Да, така е. Кај нас кој доаѓа по два пати, ако не го искористил, викам, па ви- собирај ги, па ќе не водиш. Ви благодарам од срце. Ги ги па ги не водиш, вика. Мерак рече да ви во кажам? песнава дека тие мене ми беше голем мерак што конечно еве се договоривме ни доеш на гости. Да се Драго ми е видиме. што е така, ти посакувам успех. Ми беше што е. задоволство. Браво, маестро. Поздрав за Бобан Тако е, поздрав. Директоре. Боже, поздрав. и за цела екипа, исто така и за сите гледачи. И нема љутиш. Не, никако. Што и да се каже, Ако нема сум љутиш. погрешио нешто, нема љутиш. Пројде прочка више. Простено е на сви и а ми Ако па сум кажаја глупост некој, Не, чути. Простено на сви, а ми прости си останам. Вие сте топ, останете со нас уште малку. Абе, живели. Абе, живеле. Знаеш дека сам на работа и дека не пију док сам на работа, него среќа ти по едну водку, па нема да ме примети газда дека сам пие. Знам, бе, знам. Све знам. Што го гледаш ти? Добро, чекай малку. Добро. Ово е добро, бе, гледай што на идеја, бе, жив ти се. Види, полиција тражи човека на средни години, не многу висок, од 170 до 175 сантима. Добро. Добро, кратка коса, црн. Иде по паркови и загледува жене, плашивно се. Добро и? Што бе, како бе и? Па ја ќе се пријавам бе овој бе. Што ми гледаш тако бе? Па ово е државно бе, мора да е добра плата. Плюс работиш со жена и авторитет, плашив ти се. Ќе се пријав. Ако добро забележавте, не му подаривме лото ливче на бажа, односно оние предлог броеви за играње лото, нели? Знаете зошто? Затоа што јас сметам дека секој кој повторпат успеал да излаже некоја, односно повторпат се оженил, исто како на лото да добил. Добро, сега може би нема сите да се сложат со мене, ама мене ми е репер тате кој на мајка ми цел живот ми велеше: ти, кад си се за мене одала, среќу си имала и исто како на лото да си добила.
Нешто слично и јас си реков на мојата. Ти, кад си се за мене одала, исто како да си сама останала. Или ододила, на кумановски кажат. Ама, препорачувам за сите вас да пробате и од среќа нема да куртулите, посебно ако играте Лото 7, играта Джокер која никако не смеете да ја заборавите. Наш покровител Државна лотарија и нивните бројни игри во вид на грепки и секако главната Лото 7 секоја среда и сабота. Играйте одговорно затоа што инстат лозовите не се детска игра, запомнете. Подари љубов, подари среќа, плюс подари инстат лозови во кои потенцијално се кријат големи добивки како стан, автомобил или вредна парична добивка. И ние се враќаме да ви подариме нова епизода веќе следната недела, заедно секако со лотарија, но и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. А до тогаш, па знаете, нема љутиш преку репризи и на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Да сте живи и здрави до тогаш, а може би и богати ако послушавте барем некој од советите што ви ги дадов. Со нас повторно многу бргу. Чао! Од среќа и вие, верувам, нема да културите, ќе би... Културите? Богати? Неќе бе овој став. ми. Малку ве расположиме за да времето ви помине што по... Ајде бе едно живели и не сме правиле. Што бе акција? Дека ми е капата, ред. Коли ти капата? А капата ли е? Геверите ова е станала од мене капата. Па треба сам глуп. Без капу како ќе сум глуп. Не можеш бе да имаш голема љубов во средно ако имаш завршено... Бре, Дживджани, ке се расцрцорив до тога. Мора што сакам нека прави џивчони ме црцури да цворив. Ако имаш завршено само основно. Ама не го ударај!